Добро утро, следите утринската програма на Телма. Да си кажеме утрово на две теми. Што значи и како е да се биде истражувачки новинар во Македонија? За ова зборуваме малку подоцна, а прво за она што ја прави темата на денот, барем кај нас во Македонија, а тоа е истакот на првите 100 дена од владата на чело со Христијан Мицковски. На оваа тема ни доаѓа Искра Белчева-Ристовска од Центарот за управување со промени во врска со проектот преосмислување на управувањето кој ги следи политичките програми на партиите кои ја формираат владата и реализацијата на ветувањата. Господја Белчева-Ристовска, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам за поканата. Денеска ќе слушнеме пресконференцијата на премиерот Мицковски. Вие како Центар за управување со промени исто така следите будно и внимателно што се случува во однос на реализацијата на партиските програми кои ја составија и ја сочинуваат новата влада, новото парламентарно мнозинство. Каква би била вашата генерална оценка еве на 100 дена од истекот на мандатот на новата влада? Пред се, 100 дена е краток период, мора да бидеме реални дека не можевме ни да очекуваме големи поместувања, сепак се само 3 месеци во прашање, но одредени работи гледаме дека се случуваат. Она што ние го правиме не се однесува само на следењето. Ние започнавме прво со следењето, убаво рековте, на ветувањата кои ни ги дадоа партиите во предизборниот период. И така ја направивме оваа платформа која и денес ќе може да ја прикажеме. Се вика одговорнавлада.мк, ги поканувам сите што не гледаат да ја отворат. Можеме и ние тоа да го сториме сега? Да, таа во првата фаза ги имаше прикажано сите ветувања на поголемите политички партии и политички коалиции, оние кои беа застапени во парламентот во тој момент. Она што ние го направивме е да ги извадиме во некакви мерливи индикатори нивните ветувања, за да може граѓаните да ги видат, да се запознаат со нив и да излезат на гласање, А денеска ја преосмисливме, ја преправивме, да речеме, оваа платформа. Таа денеска ги содржи индикаторите од програмата за работа на владата. Мандатарот ја предложи во собранието и потоа ја објавија на сајтот на владата и ова би требало да биде некаква среднорочна програма по која владата ќе работи. Цела на нашата интервенција е практично да ги запознаеме граѓаните дека некакви развојни цели се поставени од страна на владата и тие треба да се држат до нив, односно треба да работат во однос на она што ни го ветиле претходно, но и ни го ветуваат во моментот на влегувањето на власт. Денеска може да ги видите индикаторите од програмата за работа на влада, ние ги извадивме, но може еднакво и може веднаш да отвориме, да речеме, една. Да, тука би прашал само, рековте одговорна влада, оваа веб платформа постои неколку месеци, ја лансиравте пред изборите, неколку месеци пред изборите, и тогаш беа политичките програми, односно ветувањата на сите партии кои се учествуваа на изборите, кои се надпреваруваа. Не на сите, на поголемите коалиции и партии, они кои беа застапени во парламентот, врз основа на најчесто бараните теми кои граѓаните ги интересираа, ние издвоивме 11 области на политики и тие ги обработивме. Денеска дури се содржат овие ветувања од програмите на партиите во одредените области, има едно копче кое се вика токму програми на партиите и граѓаните може да си споредат што е она што ни го ветија партиите и коалициите во предизборниот период и што од тие работи е задржано денеска во посебните области. Значи во изминатите неколку месеци оваа платформа се измени во однос на ја надградивте на некој начин како нова алатка наместо програмите на политичките партии, сега е партијата на владата, како што можеме да видиме, избрани се повеќе области. Врз основа на кој критериум ги... Токму ние претходно, бидејќи Центарот за управување со промени долги години работи во областа на добро управување и реформа на јавната администрација, ние правевме одредени истражувања што ги интересира граѓаните најмногу од аспект на транспарентно работење на владата. И тука излегува овие области кои денеска може да се видат на платформата. Но целата идеја на платформата е практично дека ние, како граѓани, би сакале повеќе да може да следиме што се реализира со нашите пари, што се реализира од страна на оние на кои сме им ја дале довербата на избори. И целата работа е дека вакво нешто би требала владата да има, не да излегува на пресконференција од време на време, отчет 100 дена, па отчет, 6 месеци и така натаму, туку ни треба да имаме континуирано следење на нивната работа, на трошењето на средствата, за да може да бидеме информирани, за да може да знаеме и ние како активни граѓани дали треба некаде да интервенираме. Она што ние би сакале да го видиме е заедно со еден пакет на изменети акти е вакво следење токму од страна на владата. Целта е тие да си направат ваква некоја алатка или еве ние ја нудиме токму оваа платформа да биде преземена за да може вака транспарентно
да се известува по однос на реализацијата. Ајде една куса разгледница низ платформата да видиме како оди. Еве, добро управување, економија, труд и политички системи би ве замолили вие да... Еве, например, кај економија и труд, веќе е реорганизирана страната во однос на тоа како се реорганизираа министерствата. Нели, предходно беше Министерство за економија, сега е Министерство за труд. Овие две области се споени. Токму заради тоа и ние овде ги споивме. Она што граѓаните може да го видат е вакви индикатори поделени во неколку подобласти. Да речеме, кога одиме кај јавни финансии, ова е она што го кажав, ветувањата на изборите, парламентарните избори кои ги имавме годинава, се сега ставени овде и овде може да ги видат збирно граѓаните за да споредат што од овие работи е задржано. Бидејќи ние не ги измисливме овие индикатори, тука го има и програмата на влада, односно линкот директно до изворната програма на владата. И овде надолу ги има индикаторите кои ние ги извадивме од програмата. Пак ќе ви кажам, ако вакво нешто прави владата сама, тогаш најдобро ќе може да ги извади индикаторите во смисла на тоа што сака да постигне како крајна цел, да ги подреди токму така како мерки и цели кои сака да ги постигне, да ги врзе со буџет за транспарентно да може да известува. Генералната оценка за програмата во моментов е дека нема баш многу рокови ставени. Ние не можеме овие работи да ги мериме само на крајот на 4 години. Напротив, нас ни треба и некакви индикатори на 2 години што ќе се постигне, па и на година дена, за да може да навистина да има отчет. На кој начин вие доаѓате до информациите? Како функционира следењето од ваша страна? Велите би било подобро оваа алатка или да си направи нова влада или да ја преземе вашата алатка, бидејќи тие располагаат и со информациите во реално време и со сите факти. На кој начин вие доаѓате до информациите и како функционира следењето? Ова што денес граѓаните може да го видат на платформата е само врз основа на јавно достапни податоци, значи затоа има линкови кај сите чекори на следење на реализацијата. Ние многу тешко доаѓаме до информации заради тоа што основен извор би требало да ни бидат седниците на влада, таму не се објавуваат редовно записниците, немаме можност да ги видиме ниту материјалите, тоа се и препораки на Греко кои се однесуваат на транспарентноста на владата. Денес не можеме да видиме точно за што се трошат парите од буџетот, бидејќи буџетот е линиски, нели нема поделба по буџетна политики, па да може да видиме колку инвестицијата во одредена политика на крај ни дава некакви резултати, така што многу е тешко следењето. Ние она што може да го направиме е сега со куп експерти работиме по посебните области и оваа платформа ќе биде надградувана сега со информации по сите овие индикатори. Но веќе некои работи, еве да речеме, денес е актуелно прашањето за пензиите. Ние веќе го нотиравме во моментот кога беше објавено дека во ребалансот се предвидени средства, потврдена беше заложбата од страна на владата и нели денеска веќе е најавена првата исплата по однос на зголемените пензии. Овде граѓаните така е штиклирано со зелено како остварено ветување или? Да, практично горе на почетокот на секоја подобласт го има семафорот кај што објаснуваме што ни значат црвено, жолто, зелено и портокалово. Во секој случај овде имаме сигурна реализација, бидејќи со предлог буџетот, односно со ребалансот, веќе беа издвоени средствата, ги видовме дека беа врз основа на алатката отворени финансии префрлени на фондот за пензиско осигурување, така што реално на исплатата на пензиите ќе почне денеска, како што е најавено токму на 100 дена влада. Имате индикатор за бројот на посети на одговор на влада.мк? Дали луѓе знаат доволно за неа и дали ја посетуваат, например, од дома, индивидуално така? Да, значи се зголемува секојдневно, бидејќи сега почнавме со поголема кампања и јас се надевам дека после денешната емисија ќе има и уште повеќе посети. Најмногу посетите се преку мобилни телефони, граѓаните лесно можат да дојдат до овие информации. Сам направена е страната со овие визуализации кои би требало да го задржат вниманието. Ние ги повикуваме сите да се информираат заради тоа што тоа е наша граѓанска обврска. Ние би требало да следиме што се случува токму со нашите средства и по однос на она што ни е ветено. Кога на почетокот ве замолив за генерална оценка на првите 100 дена од мандатот на новата влада, рековте рано е, кус е периодот, меѓутоа оваа алатка постои повеќе месеци, 6 месеци, претходно беа ветувањата политичките програми на партиите кои учествуваа на изборите, сега е владината програма. Сепак, бидејќи сте поделени по области, еве на пример, ажурирано е во реално време точката со пензиите како ветување предизборно. Може ли да ми кажете во која област има напредок, има реализација на ветување, каде има најмногу, а каде се најслаби?
Барам по-конкретен одговор во однос на тоа каква е вашата оценка како експерти кои го следат, ја следат преосмислувањето на управувањето, подразбира поголема транспарентност, отчетност, како што рековте, да видиме како се трошат парите на граѓаните кои се собираат со даноци. Каква е вашата генерална оценка? Каде се добри, каде потврлија? Така, бидејќи фокусот се гледаше уште во програмата на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, дека ќе биде на развој на економијата, односно поддршка на предпријатијата. И тука сега гледаме дека најмногу реализација има по однос на инвестиции, по однос на јавните финансии. Не само ова со пензиите, голем чекор е направен нели со овој заем кој е сега земен од унгарската влада, веќе е распишан повикот за општините за мали инфраструктурни, тоест не за инфраструктурни локални проекти, така што тука очекуваме некаква реализација не до крајот на годината како што беше предвидено, бидејќи сепак роковите во повикот се јасни, но фокусот и на реализацијата е очигледно тука, очигледно на нови вработувања, инвестиции, да речеме инвестицијата во ветерниот парк во Карбинци беше евидентно спремна уште пред да дојде владата на власт, но од друга страна да речеме во делот на добро управување нотираме дека иако беше една од главните ветувања оптимизација на јавната администрација, тоа Центарот за управување со промени особено будно го следи. Таму беше најавено дека ќе се намали бројот на вработени во јавната администрација, во бројот на институции, а да речеме со првиот чекор уште пред гласањето на владата имавме реорганизација со која се зголеми апсолутната бројка на министерства, така што тука не можеме да кажеме дека има некаков напредок, туку напротив, оди против она што беше ветено во програмата за намалување на бројот на институции. Друг минус да се нотира вака на почетокот? Па да речеме, поголем како ова со бројот на администрација? Не е толку голема, ама еве сите не засегаше кога почнуваше учебната година, нели беше јавно ветувањето дека ќе имаме учебници за сите деца, ние не го видовме тоа. Повторно има доцнење, беше објавено дека ќе биде само за учебниците за странски јазици, а имаше и други кои недостасува, така што и тоа го ставивме овде. Се надевам дека за кратко време ќе може да има и надградба која ќе биде јасно прикажана овдека на сајтот, дека ќе ги прикажаме и оние некои мерки кои можеби се реализираат надвор од програмата. Јасно е дека секој пат ќе има некакви кризи кои ќе се случуваат, некакви дневни активности, но она што ние сакаме да го видиме е влада која поставува траекторија и работи на некакви развојни цели. Иска Белчева-Ристовска, ви благодарам многу за гостувањето во Утринска на Телма. Благодарам јас. Почитувани, останете со нас. Да, почитувани, останете со нас. Како што најавив, следна тема е што значи и како е да се биде истражувачки новинар во Македонија. Останете со нас.